колега, се гледа дека доаѓаш од социјалистичка опција, мислам, само да кажеш дека не го бива законов и тоа е тоа, можеш да го поддржиш. За жал, се согласувам со многу работи што ги кажа, а тоа е дека ние губиме премногу пари на сивата економија, која што, ако ги земеме како точни бројките кои што ги кажавте вие, сега извинете вака што ви се обраќам директно, но зборувам општо, ќе видиме дека тоа се многу поголеми средства од она што се предвидува да се влее како приход од ДДВ со тоа што ќе ги оданочиме овие производи кои иначе ги купуваат ситни купувачи. И токму тука е поентата на нефер системот. Кога вие сивата економија ви цвета, кога имате рамен данок на добивка, од каде што треба да се полни буџетот, вие одлучувате на ионака огромниот процент на приход од ДДВ, кој што популарно се нарекува во левичарските кругови, барем вие знаете, како данок на сиромашни, да се полни дополнително од нив. Практично, празниот буџет ние ќе го полниме од тоа што нашето граѓанство купува шноли, боички, играчки и разни други ситни работи, но ќе го оставиме Кочо Ангјушев и странските директни инвестиции да имаат рамен данок. Тоа, извинете, ама има социјална компонента која што е навистина негативна. Значи, инфлацијата и онака ја загрози куповната моќ на нашите граѓани и сега вие дополнително нема да го заштитите никако домашното производство, затоа што овие производи Македонија не ги произведува, за жал. Вие ги штитите ситните трговци кои што ги купуваат истите производи и доаѓаат тука, ставаат огромни маржи и после ги продаваат на граѓаните. Светот иде напред, че ние не можеме да го заприме овој процес на онлайн купувањето, вие се одлучувате дополнително да ги оданочите овие производи кои што исклучително негативно ќе влијаат на просечните, социјално просечните семејства кои што се во најголем број во држава. Јас жалам што министерката не е тука, затоа што би сакал да прокоментирам нешто што вчера она во изјава прашана токму за ова законско решение, зборуваше нешто друго. Зборуваше дека луѓето не разбираат, дека се направи фама, дека производите нема да поскапат, дека исто ќе ги плаќаме, дека они со шпедитерските куки ќе си се договарале и не знам што. Јас вака директно сакам да ја предложам нешто, доколку е сигурна во тоа и доколку не манипулира со јавното мислење. Дали се согласува да после година дена трошоците што ќе произлезат од поскапените цени за нашите граѓани што ќе ги купуваат овие производи, да ги покрива она лично. Јас ќе се погрижам да направам таков софтвер кој што ќе ги собере сите податоци. Тоа е многу лесно. И на крај на година ќе отвориме еден фонд и министерката таа разлика нека ја уплати во тој фонд. Можеме да искористиме за лекување на наши сограѓани во странство, например. Значи, не е точно. Ќе се зголемат производите за нашите граѓани. И токму тука е и целата поента. Дека ова е усогласување со директивите на Европската Унија. Па вие сте спремни се да прифатите со Европската Унија, дури и на директна штета на вашите граѓани. Значи, ова нема ништо да придонесе во Македонија од економски аспект позитивно. Ама буквално ништо. Ако мислите да го наполните буџетот со оданочување на шноли, господине заменик министер, мислам дека нереално е тоа да се очекува. Значи, ова вие правите само ги задоволувате барањата на вашите геостратешки стопани,
И тоа на директна штета на граѓаните кои што ве избрале во суштина. Ова е недозволиво. Мислам дека законов треба да биде повлечен и наместо регресивна даночна политика која што ја казнува сиромаштијата, да се зафатиме да го наполниме буџетот со тоа што ќе ги зголемиме даноците на добивка. Благодарам.